кратки најави за содржините на денешниот дневник. Македонија под европскиот просек на трансплантации. 170 пациенти чекаат бубрек. Кандидатите за градоначалник на Охрид го потпишаа кодексот за фери демократски избори. Македонскиот пазар на капитал се интегрира со пазарите во Југоисточна Европа. Данска го затвори воздушниот простор откако повторно дојде до инцидент со дронови. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 21 степен Целзиусов. Во попладневните часови услови за врнежи дожд. Во сабота над Северна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во северна, централна, североисточна и источна Европа ќе услови претежно стабилно, но свежо време со сончеви периоди. На Скандинавија невообичаено топло за овој период од годината. Во областа на Алпите, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи дожд, локално со услови за поројни врнежи и посвежо време со максимални температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 14 до 25 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи дожд. Локално во западните, северозападните како и во северните предели се очекуваат пообилни врнежи и до 20 литри на метар квадратен. Во југоисточните и источните предели предпладне умерено облачно, а доцна попладне и навечер нестабилно време со врнежи дожд. Ќе дува до умерен јужен и југоисточен ветер со брзина до 20 км на час. Утринските температури од 7 до 17 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 23 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува облачно време со пообилни врнежи дожд. Локално се очекува да наврнат и до 20 литри. Ќе биде ветровито и свежо со минимална температура од 13 степени и максимална до 20 степени. Во Охрид во недела и понеделник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи дожд. Ќе биде ветровито и свежо. Минималната температура од 12, односно 11 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 18, односно до 19 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 10 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 18 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во година и половина направени се 4 кадаверични трансплантации. Македонија заостанува зад европскиот просек во трансплантации, но причина број 1 е малиот број на донори. Здруженијата велат, итно е потребна национална кампања за зголемување на свеста за органодарување. Во изминатава година и половина направени се вкупно 4 кадаверични трансплантации. 8 пациенти добија бубрек од починат донор. Листата на оние кои чекаат трансплантација е долга, ги има околу 170 лица, а меѓу нив и деца на 15 годишна возраст. Македонија заостанува зад европскиот просек во трансплантациите, но причина број 1 е малиот број на донори. Во однос на процесот на трансплантација, ние треба да се согледуваме на другите европски држави, каде што бројката на трансплантирани болни изнесува некаде околу 30 до 40% од вкупните пациенти кои што побаруваат заместителна терапија. За жал во Македонија бројката е некаде околу, да речеме, 13-14% од вкупните болни. Ние заедно со координаторката работиме постојано да се зголеми бројката на трансплантирани пациенти. Покрај бубрези годинава се трансплантираа 4 црни дроба. Направени се и 20 трансплантации на коски лигаменти, коскени ткива и што е најважно, сите се успешни. За жал не е направена ниту една трансплантација на срце, поради некомпатибилност, но и одбивање од страна на пациентите. Од јануари до сега ние сме детектирале 12 пациенти со мозочна смрт. Дел сме ги ние елиминирале од медицински причини, си има критериуми кој може, кој не може да биде донор. Дел не дале согласност сме ги трансплантирале тие што дале согласност и кои што имали исклучително здрави органи. Бројката секогаш треба да се зголемува. Здруженијата велат итно е потребна национална кампања за зголемување на свеста кај граѓаните за органодарување. Потребен е воспоставување на еден систем траен кој што нема да зависи од желбата и ентузијазмот на докторите, затоа што ако тој систем не биде добро инсталиран, тој ентузијазам со време ќе спласне и како еден од најголемите проблеми е отсуство на една државна кампања за органодарителство. Во земјава има 1400 пациенти на диализа. Според нив потребно е зголемување на бројот на кадаверичните трансплантации, подобрување на диализата како и реновирање на центарот за трансплантации. Кандидатите за градоначалник на општина Охрид за престојните локални избори денес го потпишаа кодексот за фер и демократски избори. За градоначалничката функција во Охрид на локалните избори кои ќе се одржат на 19 октомври ќе се борат 4 кандидати. Актуелниот градоначалник Кирил Пецаков како кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата,
Асен Шајн од СДСМ и коалицијата, Гоце Цветковски како независен кандидат и Стефче Стевоски како кандидат од Твоја партија. Со подпишување на кодексот, кандидатите за градоначалник се обврзуваат дека во изборниот процес ќе се придржуваат и ќе го промовираат кодексот како етички чин преку фер и демократско однесување, почитување на законите, правилата и прописите и почитување на владењето на правото. Доколку во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добие потребното мнозинство гласови, согласно членот 132 став 1 од изборниот законник, евентуалниот втор круг ќе се одржи на 2 ноември, при што ќе се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг освоиле најмногу гласови. Во Охрид денеска започна 24-та годишна конференција на Македонската берза. Традиционалниот настан собра на едно место 240 учесници и 36 говорници од 7 држави, од финансискиот и корпоративниот сектор, инвеститори, институции и академската заедница. Во фокусот се значајни теми, како македонските и регионалните економски перспективи, важноста на малите берзи, можностите и предизвиците за раст на домашни компании, развојот на пазарот на капитал. Во Охрид денеска започна 24-та традиционална годишна конференција на Македонска берза, која повторно собра значаен број учесници од финансискиот и корпоративниот сектор, инвеститори, институции и академската заедница. Македонската берза и во 2025 година функционира доста добро и после ланската, која беше најдобра година во последната деценија, изјави главниот извршен директор на берзата Иван Штериев. Имаме вкупен промет по сите основи од околу 100 милиони евра. Ако се спореди со ланската година, која беше најдобра година во последната деценија, лани во првите 9 месеци имало 106 милиони евра, така да прометот е на ниво на ланската година, што е добро постигнување. Ценовните движења продолжија со бавен пораст. Индексот главен МБИ-10 оваа година е пораснат за 2,5%, но да се подсетиме дека индексот расте во континуитет и, например, ако го споредиме неговата вредност со предпандемиската 2019 е пораснат за 125%, што е одлична перформанса. Тоа покажува, впрочем, како и на другите глобални пазари, дека иако живееме во време на геополитички турбуленции, одредени макроекономски предизвици, инвеститорите и берзите се резистентни и не се одразува тоа негативно на нивното работење. Македонска берза останува со најдобри статистички перформанси во регионот на Западен Балкан, но и понатаму иницијални нови понуди и издавање на нови харти од вредност пред се акции од корпоративниот сектор е главниот развоен предизвик за македонската како и за многу други берзи во поширокиот регион. Потребно е координирано делување на повеќе институции, вклучително државата, приватниот сектор, коморите, за да се стимулираат компаниите да обезбедуваат неопходен капитал преку издавање харти од вредност, вели Штериев. Банкарското финансирање кај нас е релативно лесно, хиперликвиден е банкарскиот сектор и тоа во услови на нормални околности е очигледно доволно за компаниите, но треба компаниите секогаш да имаат во предвид дека во услови на некакви шокови, а видовме во последните години, пандемијата, инфлацијата, цените на енергенсите, во дадени такви ситуации треба да имате поголема капитализираност на компаниите. Од тука да заклучам комбинација на едукација, стимулации и подсетување дека не е секогаш добро да зависите толку од должничко финансирање. На Македонската берза котираат околу 90 компании, но поголемиот дел од тргувањето е концентрирано во 20 до 30 компании. Заживувањето на пазарот на капитал е целта на која активно работи периодов Министерството за финансии и во таа насока голем исчекор е вклучувањето на Македонската берза како единствена берза од земја која не е членка на Европската унија во новиот интеграцијски проект на Европската банка за обнова и развој со поддршка од Европската комисија. Пред повеќе од еден месец, подпишавме еден меморандум за соработка со 7 земји членки на Европската унија и ние како 8 земја која што не е членка на Европската унија со цел интегрирање на пазарите на капитал во југоисточна Европа. Активно се работи на тој процес и верувам дека во периодот кој што следи навистина преку промени во деночната легислатива, но и заедничко работење со Македонската берза ќе успееме полека да го заживуваме пазарот. Јас би рекла во насока сега на
обезбедување на дополнителни средства за компаниите или како извор за финансирање преку издавање на акции обврзници. Оваа година на конференцијата во Охрид околу 240 учесници од финансискиот сектор, вклучувајќи банки, инвестициски и пензиски фондови, брокерски друштва, како и регулатори, академици и 36 говорници од 7 држави, ќе елаборираат и дебатираат за значајни теми како македонските и регионалните економски перспективи, можностите и предизвиците за раст на домашните компании, развојот на пазарот на капитал, важноста на малите берзи и трендовите во дигиталната трансформација на компаниите. Утре затворен за сообраќај ќе биде дел од улицата Димитар Влахов. Поради неодложни активности кои се однесуваат на фекалната канализација, утре, 27 септември, дел од улицата Димитар Влахов од пред зградата на општина Охрид до пресекот со улица Македонски просветители ќе биде затворена за сообраќај. Се молат граѓаните да ги почитуваат времените сообраќајни правила и мерки. Градежните активности ќе ги реализираат надлежните служби на јавното предпријатие Нискоградба, информираат од локалната. Црвен крст Охрид потпиша меморандум за соработка со Црвениот крст МОР од Ромсдал, Норвешка. Во периодот од 19 до 22 септември 2025 година, Општинската организација на Црвен крст Охрид беше домаќин на 8 представници од Црвен крст МОР од Ромсдал, Норвешка, меѓу кои и представник од Националното друштво на Црвениот крст на Норвешка. Целта на посетата беше запознавање на активностите и програмите на двете организации, размена на искуства, согледување на добри практики, како и дефинирање на приоритетните области за понатамошна соработка. Официјалниот дел на посетата беше одржан на 20 септември, кога во просториите на Општинската организација на Црвен крст Охрид свечено беше потпишан меморандум за соработка, со што официјално започна и твининг програмата за соработка помеѓу двете организации и истата ќе овозможи заеднички активности во следните области: младински активизам, волонтерски менаџмент, ментално здравје, подготвеност за действување во итни ситуации и кризи, спасување на вода и планина, прва помош и социјални услуги. Посетата представува значаен чекор во унапредувањето на меѓународната соработка на локално и национално ниво, велат од Црвен крст Охрид. Кривична пријава за правно лице и собственикот на правното лице, каде на објект во градба во населба Бејбунар, малолетник на пракса паднал и се повредил. 72 годишен охриѓанец каснат од куче домашен миленик во атарот на селото Опеница. Сообраќајна несреќа на регионалниот пат Охрид-Струга, следува полицискиот билтен. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против правно лице од Охрид и 48 годишниот собственик поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, повреда на правата од работен однос и непреземање мерки за заштита при работа. Собственикот на правното лице не се придржувал кон законот за заснованње и престанок на работен однос кон малолетник ученик од Охрид, кој изведувал пракса во правното лице, не се придржувал кон законот и колективниот договор за мерките за заштита при работа, односно не му обезбедил заштита при извршување на работните ангажмани на практикантот, поради што малолетникот паднал од околу 7 метри висина на објект во изградба во охридската населба Бејбунар. На 25 септември во 20 часот и 50 минути во секторот за внатрешни работи Охрид е пријавено дека во аторот на охридското село Опеница ВИ 72 годишен и ДМ, двајцата од Охрид, биле нападнати од куче домашен миленик, при што ВИ се здобил со телесни повреди, констатирани во општата болница во Охрид. По целосно расчистување на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. На 25 септември во 8 часот и 35 минути во ОВР Струга е пријавено дека на регионалниот пат Охрид-Струга се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Мерцедес со струшки регистарски ознаки управувано од 83 годишно лице од селото Калишта Струшко и товарно возило Застава со охридски регистарски ознаки управувано од 72 годишно лице од Охрид. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобило 83 годишното лице, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Струга. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Пријатно!